Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Македонија е прва по злоупотреба на европските фондови во Западен Балкан. Антиевропското однесување на владата уште еднаш се потврдува. ОЛАФ, Агенцијата за борба против злоупотреба на европските фондови, утврди дека од 36 злоупотреби на овие фондови, 18 се само во Македонија. Имено, ОЛАФ истражува измами против буџетот на Европската Унија, корупцијата и развива политика против измама за Европската комисија. Исто така, уште еден показател за криминалните дејанија на власта е и фактот што истрагите се однесуваат за период од 2017 до 2022 година, точно за времето на владење на власта на ДУИ, поддржана од СДС. Воедно, дадени се и препораки земјата корисничка да ги врати злоупотребените средства. Тоа значи дека Македонија во иднина ќе треба да ги врати овие средства кои може да достигнат и до десетици милиони евра. Тоа се пари на граѓаните, тоа се пари кои повторно ќе се одлеат од буџетот на Македонија. Дополнително, за овие евидентирани злоупотреби на соодветните власти во земјата, предметите се предаваат за да се отворат сериозни истраги за сторен криминал. Почитувани, ова е уште една потврда за степенот на криминалот на власта. Тие покрај злоупотребата на буџетот на Македонија, покрај сомнителните тендери во 4 очи, одат и скалило погоре. Дрскоста и алчноста им оди дотаму што додека се прогласуваат за Европски фронт, посегнуваат и по злоупотреба на европските фондови, кои представуваат исклучителна помош за реализација, развој и напредок на Македонија. Овие состојби представуваат рушење на реномето на сопствената држава и може да представува сериозна закана за понатоа мощниот тек на евроинтеграцијскиот процес на Македонија. ВМРО-ДПМН, како идна влада, сериозно ќе ги испита сите сомнежи, а потоа ќе следи и одговорност. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам и прашање кое што пристигна до прес-центарот на ВМРО-ДПМН и за истото да дадам одговор. Како ја коментирате декларацијата за Илинденското востание што СДС планира да ја поднесе во собранието? Она што зачудува е фактот што никој досега го нема видено текстот на оваа помпезно најавувана декларација и тоа само потврдува дека СДС се плашат од самиот текст кој што тие го напишале. Дозволете ВМРО-ДПМН да погледне оваа декларација кога ќе пристигне во собранието, да видиме дали таму можеби се крие некое ново предавство, но доколку станува збор за декларација која што ги заштитува македонските национални интереси, ВМРО-ДПМН не само што ќе ја поддржи, туку истата и ќе ја надгради. Ви благодарам.